Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Во последните 10 години има се помалку матуранти. Три милиони евра финансиски средства за македонското образование. Иструшките дуќанџи бараат да работат во недела. Седумнаесетти мај прогласен за светски ден на хипертензијата. Охрид добива автоматска мониторинг станица за следење на квалитетот на амбиенталниот воздух. Со дневникот вообичаено започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес сончево и топло време со дневни температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната во Охрид денес 26 степени Целзиусови. Во вечерните часови кон среда услови за локални врнежи од дожд. Утре на североисточна и источна Европа времето претежно сончево со локална облачност, но релативно топло на британските острови, на југ од Скандинавија, над Алпите и во југоисточна Европа. Локални услови за слаби врнежи од дожд со засилен ветар. Утре во северните и централните делови на Балканскиот полуостров времето претежно сончево со локална облачност, но топло. Во јужните и источните делови умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, проследени со засилен ветар. Максималните дневни температури на Балканот од 18 до 28 степени Целзиусови. Во Македонија во среда во утринските и предпладневните часови сончево со локална облачност, ветровито но посвежо, попладне услови за локални врнежи од дожд, проследени со засилен ветар. Минималните од 6 до 16, максималните дневни температури во Македонија од 18 до 27 степени Целзиусови. Во Охрид во среда времето претежно сончево, ќе има и локална облачност, слаб ветар и пониски температури, попладне нестабилно со локални врнежи од дожд и засилен североисточен ветар. Минималната 12, дневната 20 степени. Во четврток и петок свежо утро и температура од 6 степени, а во текот на денот сончево и топло време. Максималните 21, односно 24 степени Целзиусови. Сончево и потопло време во Охрид се очекува и во сабота, кога дневната температура ќе достигне 27 степени Целзиусови. Аре, ги крена рампине? Абе, неам, знам дека во Кармен рампиви ги имат кренато за цел град. Зашо ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Кога ре? На 20 и 21 мај. Кармен Бау центар со голем настан на 20 и 21 мај и безброј изненадувања. О, дешавка, што толку многу попусти? Јадење и пијање без бари, да бе, чути не кажбе никому. Големи попусти дури до 40% на брендовите како Бекамейт, Bosch, Revolt, Stanley, Swiss Chrono, Marazzi, Velux, Grafite, Berto и многу други. Не пропуштајте да не посетите. Можеш ре? Ако не можеш, турни го за пивцето. Рампи кренати! Попусти колку сакаш. Јадење, пијање без пари. Ова го има само во Кармен Бау центар. Појдите на дружба на 20 и 21 мај.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Современото образование е исправено пред сериозни проблеми. Од година во година се намалува бројот на матурантите. Пандемијата пак ќе остави негативни ефекти врз знаењето на учениците. Педагозите сметаат дека се потребни вистински реформи за врвна едукација во образованието. Педагозите отворено проговорија за проблемите пред кои е исправено современото образование, загрижени се од последиците кои ги носи новото време, како најгорливи ги посочуваат прашањата пред кои сме исправени како општество, а кои допрва ќе се почувствуваат во општествената заедница, како што се последиците од пандемијата и големиот бран на миграција на млади луѓе. Професор доктор Радко Дуев, декан на Филозофскиот факултет за миграцијата на младите луѓе, вели дека е проблем од кој не е зафатена само Македонија, туку целиот регион па и Европа. Последните 10 години има 40% помалку матуранти. Ние гледаме голем предизвик во образованието покрај пандемијата и во миграцијата. Ако не се реши, нема да може да зборуваме за просперитет во општеството, вели Дуев. Европа годишно губи 900.000 луѓе, вели, родени и со цел прилив. Значи во наредните 10 години на Европа ќе требаат минимум без развој 9 милиони работници. Сега тука треба и ние сите да се запрашаме кои се нашите перспективи. Па тоа е еден сложен проблем да работиме на тоа, да ги задржиме младите, да понудиме поквалитетно образование и да на некој начин ја запреме или намалиме таа миграција на младите кадри во поразвиените земји. Професор доктор Елизабета Томевска-Илиевска, раководител на Институтот за педагогија, зборуваше за последиците од пандемијата кои ќе следуваат во образовниот процес. Прво во однос на поставувањето на програмите, колку беа тие скратени, колку беа тие адаптибилни. Понатаму колку има и нашите наставници, прво да кажеме, оние стручни IT компетенции да искочат во пресред таквата работа. Понатаму дали во текот на пандемијата се употребува и соодветни техники, инструменти, методи за следење, вреднување на развојот на постигнувањата на учениците. Сметам дека наставниот кадар, професорскиот кадар мора да има големо трпение, големо разбирање, многу да се работи токму врз социјалниот, емоционалниот аспект кај децата и некако да успееме не само преку наставните и преку во наставните активности да направиме своевидна компензација на тоа што било, да кажеме, пропуштено. Педагогијата е основна движечка сила на едно општество. Педагозите постојано се справуваат со низ за предизвици, реформи и промени. За едно развиено општество е потребно унапредување на педагогијата, која има клучна улога во квалитетот на образованието. Состав се дека на образованието му се потребни вистински реформи, кои ќе ги следат тенденциите, стандардите и вредностите на високото образование во Европа. Тие реформи треба да поминуваат преку стручни и професионални лица, за да се постигне врвна едукација во основното, средното и високото образование и кај нас. Со грант тежок 3 милиони евра неповратни средства ќе се реконструираат околу 30 постоечки училишта и спортски сали во земјава, а ќе се набави спортска опрема за 50 спортски сали. Соопшти на денешната пресконференција министерот за образование и наука Јетон Шакири. Македонската образовна инфраструктура ќе се подобри со помош на финансиска инјекција тешка 3 милиони евра, обезбедена од Банката за развој при Советот на Европа, каже на денешната пресконференција министерот за образование и наука Јетон Шакири. За нас, како земја во развој со прилично ограничен буџет, овој износ е значајна поддршка и уверувам дека средствата правилно ќе бидат искористени во интерес на децата, а согласно анализата која како Министерство ја направивме во изминатиот период и која покажа каде и колку однос и по кои училишта е најприоритетно да се вложи за да се обезбедат подобри услови за часови по спорт, но и за рекреација по завршување на наставата. Средствата ќе бидат вложени во училиштата и од урбаните и од руралните средини. Грантот во целост треба да се реализира до крајот на 2024 година, а како држава немаме обврска да ги вратиме овие средства. Плановите за реализација на проектот се амбициозни, а рокот е краток, истакна Стефан Худолинг, представник на делегацијата на Европската унија во земјава.
Ние ќе обрнеме посебно внимание и впрочем тоа ќе ни биде висок приоритет да обезбедиме еден инклузивен пристап во користењето на грантот, особено за децата со посебни потреби, сега да можат непречено да ја користат реновираната инфраструктура и тука нема да завршиме. Со опремувањето и реконструирањето на објектите, истите ќе треба и да се одржуваат. Односно, земјата треба да изнајде средства во иднина да ги одржува тие објекти или поточно одржливоста на овој проект е многу важна. Томас Бошек, вице-гувернер на Банката за развој при Советот на Европската Унија, не го криеше задоволството поради тоа што се обезбеден пристап до овој грант тежок 3 милиони евра. Инаку ова е како дополнување на заемот тежок 30 милиони евра кој Банката за развој при Советот на Европската Унија го обезбеди за образовниот сектор во Северна Македонија. Овој проект веќе ја подобри образовната инфраструктура за повеќе од 100.000 ученици, па така подобрувањето на пристапот до образованието и подобрувањето на резултатите од образовниот процес се топ приоритет на Банката за развој при Советот на Европската Унија и со задоволство ќе ја продолжиме соработката со властите од вашата земја на полето на образованието. Земји донатори се Шведска, Норвешка, Австрија и Германија. Со парите, планирано е да се реконструираат 30 постоечки училишта и спортски сали во земјава, а ќе се набави и спортска опрема за 50 спортски сали кај нас. Заврши реконструкцијата на игралиштето во Мешеишта. Градоначалникот на Дебарца, Зоран Ногачевски, на својот Facebook профил информира дека е завршена реконструкцијата на фудбалското игралиште во село Мешеишта. Вредноста на договорот беше околу 1.359.000 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општината. Ногачевски вели дека ќе продолжат да инвестираат во спортот. Струшките дуќанџи бараат да работат во недела. Општина Струга минатата недела поднесе барање до Министерството за економија, а министерот предлогот го испрати до собранието. После барањето на општина Струга, недела да биде работен ден, Министерството за економија предлогот го испрати до собранието. Се чека одлуката. Струшките дуќанџи бараат да работат во недела и Струга како туристички центар да биде изземена од законот, бидејќи најголемиот дел од работата на трговците во чаршијата е за време на викенди. Убаво е да се работи, значи недела, значи не е лошо, пошто имат туристичко место значи нормално криза се го направи своето, али пак убаво е да се работи во недела. Воведувањето недела неработен ден предизвика огромни финансиски штети врз локалната економија и туризмот, кои и онака се тешко погодени од кризата, се доведува во прашање екзистенцијата на стотината дуќанџи и нивните вработени, велат од општина Струга. Општина Струга со градоначалникот Рами Смерко се приклучува на барањето на гастрономите, кафе-баровите, сите туристички работници и дуќанџиите за Струга да има недела како работен ден, затоа што знаеме дека Струга е град што зависи од летната сезона. Општина Струга минатата недела поднесе барање до Министерството за економија, предлогот во туристичките места да се работи и во недела. Министерот го испрати до собранието. Недела како неработен ден го загрозува локалниот економски развој. Ние за подобрување на овој локален економски развој, за подобар придонес во Струга, затоа бараме до Министерството за економија, односно до Влада на Република Македонија, Струга да има различно правило околу летната сезона за недела работен ден. Од Сојузот на синдикати на Македонија не се согласуваат да се донесат законски измени кои би овозможиле недела да биде работен ден во туристичките центри. 17 мај е прогласен за Светски ден на хипертензијата, односно покачен крвен притисок, од страна на Светската лига за хипертензија. Покачениот крвен притисок доведува до оштетување на низа органи и органски системи, срце и крвни садови, мозочен удар, бубрези и е виновник за огромен број смртни случаи кои е возможно да се превенираат. Затоа потребно е подигање на свеста кај населението за редовно контролирање и третман на оваа болест. Мотото на годинешниот 17 мај е мерете го вашиот крвен притисок редовно, контролирајте го, живеете подолго. Од јавната здравствена установа специјализирана болница за кардиоваскуларни заболувања Охрид информираат дека овој ден во нивната установа беше одбележан со конкретни активности. Имено, крвен притисок им се мереше на сите присутни пред нивните амбуланти, вклучително и на оние кои дошле како придружба на своите најблиски.
Се даваа совети од стручни лица и се потенцираше важноста за правилен начин на мерење на притисокот. Во борбата со хипертензијата, модерната медицина и фармација имаат на располагање широка палета на исклучително ефикасни и безбедни лекови. Да не дозволиме и покрај тоа илјадници луѓе годишно да страдаат од тешки последици или да го губат животот заради покачен крвен притисок. Да бидеме сите одговорни, велат од јавната здравствена установа специјализирана болница за кардиоваскуларни заболувања Охрид. Охрид добива автоматска мониторинг станица за следење на квалитетот на амбиенталниот воздух. Во објавениот оглас во службен вестник наведена е јавна набавка на една автоматска мониторинг станица за квалитет на амбиентен воздух со вклучена обука за потребите на државниот автоматски мониторинг систем за 2022 година. Планирано е со мониторинг станицата да се воспостави механизам за редовно следење на состојбата со квалитетот на воздухот и изворите на загадување. Станицата ќе биде дел од државниот автоматски мониторинг систем со кој управува Министерството за животна средина и просторно планирање. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Повеќе од 260 украински војници, од кои многумина ранети и евакуирани се од опколената фабрика за челик Азовстал во пристанишниот град Мариупол, очигледно предавајќи ја контролата врз градот на руските сили по 82 дена бомбардирање. Украинската заменик министерка за одбрана Хана Малијар изјави синоќа дека 53 тешко ранети војници се евакуирани во болницата во градот Новоазовск, кој е под руска контрола, а повеќе од 200 други биле пренесени во коридорот до Ленивка. Таа додаде дека ќе има размена, за да можат евакуираните да се вратат дома, а не е познато колку војници останале во фабриката за челик. Се верува дека ги има уште околу 600, а председателот на Украина Володомир Зеленски рече дека се надева дека ќе ги спасат нивните момци. Евакуацијата веројатно ќе го означи крајот на најдолгата и најкрвава битка во украинската војна и значителниот пораз за Украина. Командантот на украинските сили во Азовстал, Денис Прокопенко, изјави дека ја спроведува одлуката на воената команда за да ги спаси животите на војниците, но не го спомна предавањето. Мариупол сега е во урнатени по руската опсада за време на која според Украина десетици илјади луѓе биле убиени во градот. За украинците Азовстал стана символ на отпорот. Турција го повтори својот став дека се противи на приемот на Финска и Шведска во НАТО, откако двете земји потврдија дека ќе аплицираат за членство. Без поддршката од сите членки, Финска и Шведска не може да и се придружат на западната воена алијанса. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган им порача на двете скандинавски земји да не испраќаат џабе своја делегација во Турција во оби да ја премислат. Им замерува што ги поддржуваат курдските милитанти. Владимир Путин кажа дека влегувањето на Финска и Шведска во НАТО не представува директна закана за Русија, но предупреди дека Москва ќе одговори на секој проширување на воената инфраструктура. Ердоган ги опиша Шведска и Финска како мрестилиште за терористички организации и ги обвини дека им даваат за солниште на членовите на Курдската работничка партија и приврзаниците на Фетула Ѓулен, кои Турција ги смета за терористи. Северна Кореја пријави голем скок на број на заразени од болест за која се верува дека е ковид, апелирајќи до граѓаните да се држат до корисните здравствени навики. Припадниците на армијата се ангажирани да дистрибуираат лекови на луѓето, пренесува Associated Press. Државните медиуми објавија дека севернокорејскиот кризен штаб пријавил уште 269.510 лица со треска, а 6 лица починале. Со последните смртни случаи, бројот на починати од крајот на април, кога се појави треската, досега е 56. Пјонгјанг ја пријави својата прва инфекција со ковид минатиот четврток. На оваа азиска земја од 26 милиони жители не достигаат тестови за потврдување на инфекции со коронавирус во голем број, во извештајот на антивирусниот штаб не е наведено колку случаи на треска всушност се ковид. Покрај недостигот на вакцини на Пјонгјанг му недостигаат и антивирусни лекови и единици за интензивна нега. Американските власти открија подземен тунел меѓу Калифорнија и Мексико до колку фудбалско игралиште. Тунелот има струја, вентилација, железнички систем, а зидовите се зајакнати. Истражителите утврдиле дека тунелот водел до складиште до индустријска зона на американско тло. Се наоѓа на 800 метри од граничниот преминот Аимеса меѓу мексиканската Тиуана и американскиот град Сан Диего. Откако надгледувале куќа која до неодамна се користело како кутија за дрога, американските агенти почнале да запираат возила во близина на магазини, пронашле кутии полни со кокаин. Се вели во Федералниот кривичен извештај на Окружниот суд на САД во Сан Диего. Федералните агенти заплениле 799 кг кокаин, 75 кг метамфетамин, 1,6 кг хероин од запрени автомобили, а 6 лица биле уапсени.
Во 2006 година, американските власти досега открија 15 иновативни тунели на границата меѓу САД и Мексико. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.